Време е за вестите. Министерството за труд и социјална политика ги потсетува работодавачите на нивната обврска за почитување на препораките за заштита на работниците во врска со најавите за неповолни временски услови. Со оглед на тоа што се прогнозира портокалова фаза, ве информираме за препораките на Министерството за здравство. Подржаниот состанок на Комисијата за топлотни бранови се препорачува во следните 3 дена, од петок до недела, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор под сенка и доволно течности на секој 2 часа. Исто така, препорака е да не се одржуваат спортски активности на отворено во период од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за скршување на децата да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период. Прекршување на препораките од страна на работодавачите може да се пријавуваат и кај дежурниот инспектор, кој ги координира екипите низ државата на 075 402 856. Во текот на наредната недела ќе се реши проблемот со пациентите болни од хемофилија. Недостатокот од фактор 8 инекција потребна за коагулација на крвта конечно ќе има, информираат од Министерството за здравство. Во меѓувреме, додека се чека на 60 на пациенти во државата, им е загрозена здравствената состојба. Во текот на наредната недела се очекува да пристигне лекот во вид на инјекција фактор 8, наменета за лицата кои боледуваат од тешка форма на хемофилија А, информираат од Министерството за здравство. Лекот го има во доволни количини за болничко, но не и за домашно лекување. Тендерската постапка за набавка на фактор 8 е отпочната уште во јануари годинава, но причини за одоговлекувањето треба да се бараат во Советот за јавни набавки, кој досега дури на 2 пати го поништува тендерот. Како што и РИС објави минатата недела, на околу 60 на пациенти во државата кои го примаат лекот за коагулација на крвта им е влошена здравствената состојба. Сдруженијето на хемофиличари алармираше со цел надлежните што поскоро да изнедат решение кое за нив ќе значи живот. Ако навистина го немате тој лек или концентратот за коагулација, вие доаѓате до обилно крварење, особено зглобовите. Јас примерот мој можам да ви го посочам каде што имам 9 зглобови 100% уништени, со илјадници крварења, со несоодветна терапија и со несоодветно лекување. Доаѓа до трајни инвалидитет, јас бев до количка и така да многу пациенти од тешката форма со хемофилија во моментов се некаде можеби 60-70, од тие сите се со инвалидитети. Дека состојбата е загрижувачка говорат и овие фотографии, кои деновиве беа постирани на социјалните мрежи. Штипјанецот Петер Милев е еден од неколкуте пациенти кои недостатокот од лек го залегна во кревет. Со неговиот Facebook статус, тој јавно прашува зошто бирократијата и тендерските постапки треба да го диктираат неговиот начин на живот. За неполн месец за субвенции во Штипско се пријавија околу 800 земјоделци. Владата на синокешната седница го усвои предлог законот за минималната плата од 12.000 денари, соопшти денеска потпаролот Миле Бошнаковски. Како што рече Бошнаковски на пресконференција, предлог законот денеска ќе биде доставен до собранието. Минималната плата од 12.000 денари беше предизборно ветување на СДСМ и дел од нивната владина програма. За неполн месец за субвенции во Штипско се пријавија околу 800 земјоделци. Најголем интересот за житни култури и за мерките во сточарството. Земјоделците во Штипско аплицираат за субвенции. Најголем е интересот за житните култури и мерките во сточарското производство. Дел од нив велат дека средствата кои ги добиваат од државата им се од голема помош, но и тоа дека субвенциите треба да бидат повисоки. Житарица. Овие субвенции зашто ви се потребни?
Заорање, за ѓубриво, за преработка на земјата. За сега задоволни сме, за сега. За ѓубре, за нафта помага државата. Не сме доволен. Тоа не се не дават и не мисля со така пека. И стоката не видите парата. Има ли трошоци, многу работа, малку ли се вие совенци, треба ли да се повисоки? И треба се оти. Ми немаме земје, немаме ништо од земјите, нешто сено, нешто за житото да речеме за стоката. И така ми купуваме се. И кога гледаме, повеќе даваме, ние од стоката ништо не можеме да користиме. Оти со пари се купуваме. Јадење за стоката и за нас. За субвенции ќе се аплицира до 15 септември од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип, додека барањата ќе се примаат до 1 септември, за да може да се обработат. За непол месец откако почна аплицирањето за субвенции, во Штипско се пријавиле над 800 земјоделци од околу 3700 кои конкурираат за финансиска подршка во земјоделството. И на пеколни температури на градскиот пазар во Штип богата понуда на производи. Најголема фреквенција на пазарот денес имаше во предпладневните часови. И на пеколни температури на градскиот пазар во Штип богата понуда од производи. Пазарджиите се разладуваат и продаваат, велат во топлото време штипјани со многу помал промет. Многу е жешко и затоа нема раздвиженост. Значи луѓето слабо излеват, ние работиме, ама они не ќе да јадат. Цените, овошјето, екстра овошје, сливата 40, крушата 60, банана 50, лимон 130, класо е 10 денара, сувозрнестото иста цена, значи гравчето 100 и 120, оризо 60, сунчоглед 130, семка 200-250, либлибија 300. Жешко денеска, мислам дека тешко да се издржа, ама ќе изгутаме некој, што да правиме, да, мора се работи, да. Бамјата тие 200 денари кило, модрите имаме од 10 денари до 20 парче, цедверот тие 60 денари парче, класот 10 денари парче, дињата 25 денари, лукот 180 денари кило, тиквата 10 денари, морково 40, макдоносо 10, пипер имаме, лут 40, блак 50 и компир 3 кила за 50. Граѓаните и денес пазаруваа вообичаено како за цела седмица. Се што ми треба за оваа недела ќе купам. Овошје и зеленчук. Купиме си магдоносче, бритвичка, патлиџанче, пиперче. Лубеничка ги купеше да се разладеме. Лубеничка ќе се разладеме и тоа е ефтинка лубеничка, 6 динара килото. Добар избор има. Супер, се е супер. Секако во овој период актуелни производите кои се типични за летно време. Бостанот доминира. Патлиџан 30 има и 40 розов, краставица 30, модар 10 динара и слива 40. Бостан 6 динара. Поради топлото време, поголема фреквенција на градскиот пазар имаше во предпладневните часови. Трофејтурата со највредните трофеи на УЕФА денес беше презентирана во градот Штип. Градскиот стадион во Штип беше запоседнат од пионирско-младинските погони на сите фудбалски школи кои фигурираат во нашиот град, прикажувајќи дел од својот раскошен талент. Денес на градскиот стадион присуствувавме на вистински фудбалски празник, затина со разноразни фудбалски игри, презентирани од најмладите идни таленти од сите фудбалски школи кои виреат во градот Штип. Додека младите таленти ги искажува своите квалитети, на видно место беа истакнати највредните трофеи на УЕФА, кои се додатен декор во пресета големото финале во рамките од Суперкупот на Европа, кој ќе се одржи во Скопје. Точно така, правиме трофеј тура во 9 градови низ Македонија. Штипе предпоследниот вечер сме во Куманово. Целта е сите заинтересирани фанови, љубители на фудбалот да се сликаат со највредните 3 трофеи на УЕФА, пехарите од УЕФА, Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Суперкупот, и воедно можност за дружба за забава на дечињата кои ќе дојдат. Трофеј турата која деновиве ја обиколува Македонија е во организација на Фудбалскиот сојуз на Македонија, како и општинските фудбалски сојузи.
Штип е еден од најфудбалските градови во Република Македонија и затоа заслужи да биде дел од трофејтурата на УЕФА, представувајќи ги сите 3 трофеи од најголемите клубски натпреварувања, за да можат децата кои се тука, како и граѓаните да уживаат и да се сликаат со нив. Трофејтурата е стварно вистинска промоција за Суперкупот што ќе се одржи на 8 август помеѓу екипата на Реал Мадрид, освојувач на Лигата на шампионите, екипата на Манчестер Юнайтед, освојувач на Лигата на Европа. Навистина убава можност за штипrini да ги видат највредните пекори на УЕФА надпреварувањето, пекорот на Лига Европа, пекорот за Лига на шампионите и пекорот за Суперкупот. Трофејтурата денес продолжува кон Куманово, а во следните денови ќе представија во Скопје се до почетокот на суперфиналото помеѓу екипите на Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед на 8 август. Фудбалскиот клуб Регалница е во незавидна состојба. По 7 години играње во елитното фудбалско друштво на Македонија, клубот се пресели во подолен ранг, нешто што град од формат на еден Штип кој образовен, економски, културен и секако спортски центар не смееше и не смее да си го дозволи. Штип и штипјани си го сакаат спортот, фудбалот посебно. Непопусто се повторува сигмата дека Штип според бројот на посетители на надпреварите најфудбалскиот град во државата. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сака да го даде својот придонес кон надминување на кризата која доживува фудбалскиот клуб Регалница и создавање услови Штип да има стабилен праволигаш кој ќе се бори за излез во Европа. Водени од таа потреба од СДСМ покануваат на јавна трибина на тема за состојбите и перспективите на фудбалскиот клуб Регалница. Трибината ќе се реализира во понеделник на 7 август во хотелот Оаса во 11 часот. Ги покануваме во оваа прилика на оваа расправа да земат учество сите оние кои сакат добро на Регалница, спортски работници, ветерани на клубот, новинари, навивачи, сопоставеници, љубители на спортот. Посебна покана упатуваме до градоначалникот на општината, како и до актуелното раководство на фудбалскиот клуб Регалница, како најодговорни и најзапознаени со состојбите во клубот, како и до сите советници во советот на општината, без оглед на нивната партиска припадност. Нагласуваме, иако оваа трибина е иницирана од општинската организација на СДСМ, преку незината советичка група, трибината нема партиски карактер и на неа се добредодени сите добронамерни, сите оние на кои на било кој начин можат да помогнат на Регалница да ја надмине оваа незавидна ситуација во која се најде како резултат на лошото водење и менажирање. Екипата на Адрија Комерц е победник на меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров, откако во финалето ја победи екипата на Трансформатори на пенали 3:2. Во регуларниот дел мечот заврши нерешено 0:0. За најдобар голман на турнирот беше прогласен Никола Бошков од екипата на Адрија Комерц. Со спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!